Токму така почна се од Хрватска, а голем број на економски аналитичари беа скептични дека еднодневниот бојкот ќе ги даде посакуваните резултати. Но ако ги следиме податоците на УЈП на Хрватска, бојкотот посебно вториот пат и како ги дава резултати. Изненадувачки се податоците кои што се однесуваат на Македонија. Кај нас повиците на социјални мрежи генерално добија многу посериозно значење откако ги поддржаа се поголем број на граѓани, но и граѓански здруженија, па и политичарите. Може ли гласот на граѓаните да направи поломени во однос на оваа тема? Анализираме со Горан Миладинов од Центар за истражување и креирање политики. Горан, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија. Добро ве најдов. Изненадувачки беше податокот кој што го слушнавме за Хрватска, дека за само еден ден, зборувам за првиот ден кога започна бојкотот, за 50% беше намалено бројот на издадени сметки фискални и се случи нашиот бојкот во петокот и добивме исто така изненадувачки податоци дека за 46% имаме преполовен промет. Тоа значи дека гласот на граѓаните и моќта на граѓаните ја видовме на дело? Би можело да се каже дека е навистина така. Со оглед на тоа што за само еден ден имавме преполовување на прометот во 8-те најголеми ланци на маркети, тоа само ни кажува дека граѓаните се обединети во ефектот на бојкотот врз трговците. И како што е многу доста колеги и слични аналитичари изјавуваат дека бојкотот е успешен, може да се прогласи за успешен и пораката е пратена како до трговците, така и до надлежните институции на владата. А од друга страна може да се каже слободно дека и се забележуваат промени во однесувањето на потрошувачите во Македонија. Некако бојкотот дојде во време кога се прелеа и во голем број на други држави од регионот, ексиу држави. Велите порака и тој збор го слушаме цело време овие денови. Но ако навлеземе во суштината на пораката, што е тоа што граѓаните го испратија како порака до и институциите и до маркетите, бидејќи тука веќе не се само големите ланци на маркети, затоа што уште првиот ден, уште не почнат бојкотот, се раздвижија институциите со изјави дека се поддржуваат граѓаните и така натаму и така натаму. Дали беше тоа поради страв, поради што? Видете, регионот на Западен Балкан, поранешна Југославија, земјите од поранешна Југославија, според моето мислење ги обедини нискиот животен стандард. Ако ги земеме статистиките, ако направиме некоја анализа во однос на животниот стандард на бившите југословенски држави во однос на Европската унија, тоа е, значи, речиси двојно или тројно помало. Ако ја земете Хрватска и уделот на потрошувачката за храна и за безалкохолни пијалоци изнесува околу 27% од вкупната лична потрошувачка. Тој процент е уште поголем за Босна и Херцеговина, околу 45%, а за Македонија изнесува околу 50%. Додека овие бројки, ако ги споредиме со бројките официјални на Европската унија, забележуваме големи разлики. Например, граѓаните на Австрија, Германија, Данска, земји членки на Европската унија, овој удел изнесува околу 10%. Па сега можеме да видиме колку е разликата. На ниво на Европска унија просекот е уделот за одвојување за храна и за безалкохолни пијалоци е 13% според најновите статистики. Значи овде можеме да кажеме дека Хрватска е има двојно поголемо учество за овие основни намирници, додека, како што спомнав, останатите држави се многу подалеку од овој просек. Сакав само мало подпрашање во врска со ова исто што ве прашав, бидејќи дел од граѓаните коментираат малку и на шега на социјалните медиуми. Добро, ќе бојкотираме еден ден, ама собствениците на маркетите не гледаат денес и се смеат, ќе се вратат утре. Ако ми ја сваќате поентата што сакам да кажам, затоа сакав малку да навлеземе во суштината на пораката. Дали
маркетите така ги доживуваат граѓаните, ако не бойкотираат денес, сутре ќе дојдат, нема да интервенираме во цените, немаат каде да пазаруваат, ние сме тие. Така, видите, затоа зборуваме за пораката. Што е тоа? Одделни маркети веќе излегува со одделни акции кон потрошувачите. И еве, ако ова се повтори, ова е еден ден кај нас, значи во Македонија се случи за прв пат. И доколку овој бојкот продолжи, како што се претпоставува дека ќе продолжи, тогаш се можни и други некои така привилегии кои што ќе бидат понудени од страна на големите маркети кон потрошувачите. Меѓутоа, сето ова се да речеме на краток рок, ова нема да има значителен ефект на долг рок. Значи тоа се само мерки кои што се на краток рок. Она што нас не интересира е на долг рок какви промени може да се направат историски гледано. Колку вакви бојкоти знаат да направат промени на долг рок? Видите, во регионот еден бојкот од еден ваков тип не е забележан до сега, барем во однос на бојкотирање на цените и во однос на бојкотирање на маркетите. Но сме имали по други основи. Да, сме имали по други основи секако. Може да направи, имајќи предвид дека цените постојано се зголемуваат од периодот на COVID пандемијата, а особено од 2022 па до денеска, и покрај тоа што беа воведени некои мерки на краток рок, како што се замрзнување на цените, посебни нови регулативи за нефер трговски практики, сепак по завршувањето на овие мерки повторно бевме сведоци дека цените повторно се зголемуваат и повторно растат. Значи, овде би спомнал дека и самата бевме сведоци, како што спомнав, дека за време на пандемијата и самата држава одвои огромни средства од буџетот за поддршка на граѓаните во социјален ризик и за поддршка на останатите вработени, со цел да се одржи таа севкупна економија. Меѓутоа, доколку на ова продолжи на подолг рок, доколку државата интервенира на подолг рок, тоа би пратило негативна порака, бидејќи би можело да се свати како мешање во принципите, нарушување на принципите на пазарната економија, и дури владата да има и најдобри намери за граѓаните и за потрошувачите и да сака да ги заштити, може да се јават и разни негодувања од разни засегнати страни, па и можни се и некакви облици на коруптивни сделки, зашто не би сакале да се случува. Затоа како во однос на владата треба да одредено влијание треба да влие да создаде услови за малопродажните цени, меѓутоа во голем дел малопродажните цени треба да бидат обликувани од самиот пазар. Тоа значи дека тука се во прашање други фактори, како што е конкурентноста, структурата на домакинствата, потоа големината на пазарот и, како што на почетокот рековме, однесувањето на потрошувачите. Но интересен е феноменот ако се вратиме години и години и наназад. После секоја криза имаме само зголемување на цени, но никако потоа намалување на тие цени. Ако од некогаш од лебот, да кажеме, 10 денари дојдовме до сегашни 60-70 денари, не гледаме дека изминативе 20 на години, да кажеме, нешто се менувало. Со ваков начин на бојкот трпи буџетот на државата, намалување на исплатени даноци, помалку пари во државната каса. Откако се најави бојкотот, само, мислам, имавме новогодишна кошничка, како заврши новогодишната кошничка, се најави бојкотот. Тука повторно државата излезе, гледавме од премиерот изјави и така натаму. Прашањето ми е, ќе успее ли да се најде решение и на што може да се надеваат граѓаните во иднина? Можеме ли да очекуваме реално да се намалат цените или што после ова? Видете, прашањето е интересно. Во секој случај, како што и спомнав пред малку, дека на краток рок не треба да се очекуваат некои значителни
промени. Меѓутоа, еве, на долг рок би можеле да се случат промени во тој дел. Да нема поскапување веќе. Да, доколку трговците, владата, граѓаните преговараат, се договараат околу некои битни работи засегнати за потрошувачите. И како што имавме сет мерки за време на пандемијата, и јас би посочил дека на долг рок би можеле да бидат мерките целно насочени кон ранливите категории на граѓани. Тоа е една од мерките, оние кои што се на минимална плата, кои што најзагрозени и најсе чувствителни на сите овие промени во делот на овој дел на потрошувачка, овој дел на категорија на потрошувачка, за храни и за безалкохолни пијалоци. Но кога се спомена бојкотот, генерално во сите ексију држави, голем дел од политичарите и економистите кажаат дека тоа може да се одрази на вкупната економија на државата. Прашањето ми е како би се одразил или како ќе се одрази овој бојкот на вкупната економија. Премиерот Мицковски кажа дека ќе работи на оваа тема во однос на намалувањето на цените во маркетите, но секако ќе треба да се води некаква сметка за тоа како ќе се одржат принципите на пазарната економија. Така. Во тој дел потребни се мерки кои што на пример би можела владата да воведе краткорочни или субвенционирање за малите трговци. Една од мерката би било да бидат заштитени на некој начин малите трговци, бидејќи знаеме дека големите маркети буквално ги тргна, значи, од сцена малите трговци. Може понатаму да зборуваме за намалување на ДДВ за делот на основните производи. Што ние на некој начин беше воведено и со ова мерката од претходната влада со собирање на фискални сметки, меѓутоа би можело ова да биде по-агилно во делот на намалување на ДДВ. Потоа би можело, доколку не постои некаков договор помеѓу засегнатите страни, доколку потрае подолг период ваквата агонија, би можело да се размислува и за воведување на некој данок, да речеме, за поголемите трговци. И за крај завршуваме со глобалните случувања кои што дефинитивно влијаат на економијата. Председателот на САД Доналд Трамп најави царини за Канада, за Мексико, за Кина. Утрово читаме Европска Унија повторно во фокусот на неговите закани. Каде е тука Западниот Балкан? Дали после една ваква одлука ќе биде погоден Западниот Балкан и народски ќе прашам, џабе ли ќе ни биде тогаш бојкоти? Загрозени ли сме, бидејќи зависиме од економиите, како Америка? Интересно прашање. Токму ние во Центарот за истражување и за креирање политики направивме токму истражување со проекции за како ќе влијаат воведувањето на тарифите врз цените, инфлацијата и врз економскиот раст во земјите од Западен Балкан. Така беа вклучени сите земји од Западен Балкан, со исклучок на Косово, бидејќи немавме целосни податоци за Косово. И направивме сценарија конкретно за инфлацијата и за цените, направивме проекции на основа на две сценарија. Како цените би се флуктуирале во однос на извозот. Бидејќи знаеме сите овие економии се мали, извозно ориентирани економии и зависат во најголем дел од извозот. Во првото сценарио поставивме предпоставка дека извозот би се намалувал за 10% годишно во секоја од земјите, додека во однос на реалниот девизен курс би останал на исто ниво како со некој просечен подвижен просек, како и во претходниот наблюдуван период, изминатите 3 години. И второто сценарио во однос на цените беше зголемување на намалување на извозот за 20%. Ова првото сценарио го нарековме ограничен Трамп, или така може би оптимистичко сценарио, додека второто сценарио го нарековме целосен Трамп или
по-песимистичко или по-непосакувано сценарио. И резултатите кои што ги добивме од истражувањето, да речеме, се охрабрувачки за во делот на инфлацијата, во делот на цените, дека нема да има позначителни шокови во стапката на инфлација во периодот од 2025 до 2030 година. Сепак, на почетокот, во секоја од земјите, во почетниот период, во 2026 ќе бидат забележени така, малку незначителни повисоки стапки на инфлација, околу над 5%, меѓутоа во текот на периодот, тоа е како резултат на прилагодувањето на самите економии или на новите услови, додека би се стабилизирале во текот на 2028 до 2030 година, би имале стабилна инфлација. За Босна и Херцеговина предвидовме според ова прво сценарио оптимистичко дека дури би дошло до дефлација, тоест до негативни стапки на инфлација. Пак ја анализираме, чекаме да видиме дали некој од овој сценарио Сега најавите за тарифи се стана вистина така, многу беа скептици во однос на тоа дали, како, кои земји ќе бидат зафатени. Меѓутоа еве останува да видиме и да ги последиците и да ги следиме понатаму. Ги анализираме да видиме како ќе се одрази по нас. Да. Благодариме многу за гостувањето во денешното издание на Македонија на утро и анализата на сето она што ни се случуваше во петок. Ви благодарам и вас за поканата. 1 минута е до 8 часот, време е да ги проследиме и првите утрински вести. Колешката Наташа не очекува во соседното студио.